Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте во денешнава епизода и денешново издание. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборуваме за една тема која што не е поврзана со прашање и нешто што некој можеби ми го поставил како негов личен проблем и некоја работа која што можеби сака да ја отклони или да дознае нешто повеќе во врска со некоја проблематика, туку оваа тема за која што денеска ќе зборувам ми е директно инспирирана од комуникацијата со голем број на луѓе кои што знаете, пласираат информација или даваат некаков одговор без притоа да можеби подлабоко размислат и да сватат дали има логика за тоа што го зборуваат. Еве зашто ќе зборуваме. Со голем број на луѓе кои што јас комуницирам, знаете, често знаат да ми речат дека ама јас се хранам здраво. Ја преферирам, не знам, да се хранам природно или јас не сакам хемија и така натаму, па решив да ги расчистам сите овие дилеми околу зборовите здраво, природно и хемија. Денеска е огромен тренд и огромен број на луѓе се влезени во тоа збунувачко тркало на здраво хранење. Што тоа значи? Кога некој човек ќе реши ја морам малку поздраво да живеам, најчесто ќе почне да исфрла работи од исхраната, од типот нема да јадам веќе леп и нема да јадам веќе благо, или ќе јадам малку повеќе овоше и зеленчук, или нема да јадам толку овоше, ќе бидам повеќе на зеленчук затоа што овошјава имаат шекери, а јас сакам да ослабам. И најразлични можеби примери на луѓе кои што ете, сигурен сум дека и ги познавате во ваше обкружување, а можеби и лично вие го имате истиот проблем или сте влезени во некое такво збунувачко тркало. И што се случува? Сакам да ви расчистам дека тоа што можеби некој од вас избрал да се храни малку поздраво, нема врска со балансирано хранење, односно во превод тоа значи вие цел ден може да јадете овоше, цел ден може да јадете зеленчук, но тоа нема да ви го реши проблемот со задоволување на потребите на вашето тело. И здравото хранење и хранењето на можеби и купувањето и јадењето на здрави продукти самото по себе не значи дека е правилно и самото по себе не значи дека ги задоволува нутритивните потреби на вашето тело. Сега, што се случува тука? За да постигнеме одреден баланс, е многу возможно. И она што е потребно, да можеби некој од вас малку повеќе се информира за тоа што значи квалитетен и правилен начин на исхрана. Иако јас сум сигурен дека секој од вас знае кога ќе влезе во маркет да каже што е окей, што не е окей, но повторно на крај на денот можеби кога треба да се стават работите во пракса и да се искомбинираат оброците и така натаму имаме проблеми, имаме мака да го направиме сето тоа. И поентата тука ми е дека секој од вас кој што можеби сака да се храни малку поправилно, најчесто ќе почне да пребарува по интернет, да се обидува да прави некакви оброци и така натаму, но да бидеме реални во динамиката која што денеска живееме, многу мал број од луѓето имаат време да навистина се образуваат во оваа област и да пребаруваат и потоа да можеби купуваат продукти и по цел ден да бидат, односно не по цел ден, али да трошат можеби 2-3 часа во кујна за да спремат оброци и да се организираат за следниот ден. Зборуваме така работни обврски, фамилиарни обврски, домашни обврски и тоа е динамика која што дефинитивно многу од нас луѓето не меле и не ни дозволува можеби да посветиме време за работи кои што се навистина важни, а тоа е како јас се чувствувам, како изгледам и колку сум здрав. Сега, затоа огромен тренд поради баш овие причини се додатоците во исхрана, се заменски оброци и протеински шејкови кои што ќе се сложите со мене дека познавате се повеќе компании кои што можеби работат во овие области и промовираат производи кои што се поврзани со додатоци, заменски оброци, шејкови и слично. И тоа ќе биде тренд и искрено мој совет е и ако сте паметни и сакате многу побрзо да ги добивате резултатите и да се организирате во текот на денот да ги прифатите таквите работи. Бидејќи секој од нас е свесен и да не се лажеме, квалитетот на храната која што го имаме денеска, за разлика од тоа пред 20-30 години, е диаметрално различен. Порано многу поразлично се приготвувала храната, денеска многу поразлично. Имаме, не знам, банани кои што се кинат зелени, патуваат и во време на транспортот зреат. Имаме најразлични овоше и зеленчуци кои што ги има вон сезона, односно се форсира нивниот раст и развој. Имаме многу и продукти од животинско потекло кои
што имаат форсиран раст и развој и ги имаме на трпеза и прашање од каде доаѓаат. Со тоа сакам да ви кажам дека денешната традиционална исхрана го нема квалитетот кој што го имала традиционалната исхрана пред 20-30 години и затоа се поактуелни ќе бидат овие додатоци во исхрана и компании кои што ќе ви помогнат да го задоволите вашиот нутритивен внес. Но кога сме по ова прашање, по друга страна многу луѓе ми кажуваат: Јосиф, ама јас преферирам природно, јас не сакам хемија. Сакам да ви го расчистам и овој мит и оваа дилема. Прва работа, во светот се е хемија и во постанокот на човештвото и на оваа земјина топка се е хемија. Се што гледате е некаков хемиски процес. За да порасне можеби одредено растение, тоа е хемиски процес. За да порасне пиле, тоа е хемиски процес. И се тоа хемиски процеси. Кога ќе внесеме храна во нашето тело, ние имаме хемиски процеси, метаболички процеси кои што ја обработуваат таа храна и кои што ја транспортираат до системите во телото. И се е хемија. Но она што можеби многу од луѓето ги буни е тоа што хемија и природно споредуваат со дали е можеби произведено во фабрика и дали е можеби скинато од природата. Но сакам тука да ви расчистам околу овие појави. Тоа што можеби е произведено во фабрика не значи дека секогаш е синтетички, не значи дека секогаш е хемија и не е добро за вас. Има многу компании кои што се трудат да бидат во делот на здрава храна, правилна исхрана, со тоа што прават производи кои што се од растително потекло и тие производи можеби поминуваат низ некакви процеси кои што не се воопшто лоши. Со ова не сакам да ви потенцирам дека готово традиционалната исхрана треба да се исфрли и треба ја да преминам на додатоци во исхрана, на заменски оброци и така натаму, туку да најдам некој баланс. И кога зборуваме за баланс и за тоа кои можеби производи да ги најдам, искрено јас не можам тука да ви помогнам и тоа секој индивидуално од вас треба да си го помогне и да си го реши, но на крајот на денот не може да очекувате дека традиционалната исхрана ќе ги задоволи вашите потреби, доколку можеби тоа не е од органско потекло. Да, јас сум дефинитивно поборник и ви потврдувам дека ако се храните на традиционален начин, но изворот на таа храна е од органско потекло, тогаш не менувајте ништо и ако имате добри резултати, тоа е тоа, на прав пат сте, секоја чест и ја посекувам да ни споделите искуство и да бидете пример можеби за останатите. Но секој од вас кој што можеби нема време да пребарува, нема време да можеби купува органски, нема финансии за да купува органски и не сака да се оптеретува со тоа да по цел ден готви и губи време во кујна за да се храни здраво и природно, во тој случај не е ништо страшно доколку можеби посегнете по некаков додаток во исхрана и не е ништо страшно доколку може да балансирате вашата исхрана на оваков или на онаков начин. На крај на денот телото препознава дали ги добил сите нутриенти од исхраната или не ги добил. Така да сакав да позборувам на оваа тема. Многу е долго оваа тема, има подлежи на огромна дебата и слободно некој од вас доколку има некаков коментар, прашање и слично, не се сложува со мене, хаштагот Аз Јосиф искористете го и ќе зборуваме. Мене ќе ми биде огромно задоволство доколку можеби развиеме некаков разговор во овие насоки. За тука денеска завршувам. Фала ви што не следите. Ве оставам во здрави животни навики и имајте убав ден и се гледаме во следната епизода. Чао, чао.